Иако ретки се случаите кога мажот ќе се нафати да сготви нешто низ дома, сепак статистиката вели друго. Мажите се подобри готвачи од жените. Ова секако ќе го потврдат и моите гости во денешниот подкаст. Врвни готвачи, шеф Никола Мишковски и шеф Кирил Иванов. Добро дојдовте во мојот подкаст. Здраво живо, добро те најдов. Како сте? Добри сте? Опуштени сте? Ептено опуштени, лабаво, супер. Да, се надевам дека ќе ни помине така и разговорот, лабаво опуштено, но на самиот почеток. Зошто е тоа така? Морам да си прашам. Не дека ми е убаво јас како жена кога читам дека мажите се подобри готвачи од жените, а ние сме секојдневно дома во кујна. Зошто е тоа така? Тоа е прашање кој што често се поставува како прашање како такво, но готвач кој ќе го земеш како готвач е една терминологија малце поширока. Шеф. Значи шеф, некој што ја води кујната во еден ресторан е шеф, предпоставен, може да се каже дека најдобрите шефови во светот се мажите. Зашто е тоа така? Заради тоа што малце тешка оваа работа, за работа. Некако осеќам дека жена не би можела да издржи ова темпо на работа, психолошка, физичка, работа со луѓе, работа со многу нарачки, работа со многу карактери и многу фатени работи од страна каде што мислам дека мажот подсврсто тоа го издржува и знае да каже така ќе биде за разлика од жената и затоа најдобрите шефови во светот се мажите, а најдобрите готвачи можам да кажам дека се жени. Највкусна храна готва жените, за разлика од мажите. Да, но организација на кујна се дефинитивно мажи. Така. Кире, се согласуваш со тоа? Полно се согласувам, само ќе додам уште една реченица. Во некоја готварска теорија има дека во кујната не постои демократија. Таму е диктатура. А во светот жени диктатори не се познати. Тешко дека ќе се не. Убаво малце ме смиривте во таа насока. Знаеш, ние жените, пак ќе кажем, постојано сме дома, нели, во кујна, секојдневно приготвуваме јадење и кој ќе кажат, ама мажите се подобри готвачи. Ние ја гледаме ова полошата страна од тоа. Вие сте двајца врвни готвачи. Има некоја формула да се стане врвен готвач, квалитетен готвач, добар, препознаен готвач? Кој е вашето? Ајде, јас ќе почнам најпрво, пошто некако многу млад почнам да работам оваа работа. 15-16 години влегов првпат во кујна и сватив дека тоа е работа што јас ќе работам целиот мој живот. Се вроди некоја љубов кај мене во кујната, а едноставно тоа ми ја вродија, таа љубов. Луѓето кои што беа околу мене, тие што ме примеа за првпат во кујна, некако ми наметна нешто да почнам да го сакам. Со тек на време се роди една голема љубов кај мене во кујната и останав некако до ден денеска таму. Работа која што треба да се навистина да ја сакаш најпрво да работиш, едноставно да имаш луѓе кои што ќе те водат низ цел тој пат, да ти го покажат правецот, за да станеш успешен во оваа работа. Почетоците се секогаш тешки. Дефинитивно се многу тешки, но треба да имаш некоја цел каде што треба да стигнеш некогаш. Ја никогаш не можам да кажам за себе дека знам се. И малку ми пречи кога јас ќе имам оглас некогаш и ќе примам некој на работа и ќе седнам да објасни ми што знаеш да работиш во кујна. Знам јас све. Уште од старт имам некоја одбивност кај тие луѓе, некако не постои човек кој што знае се. Гастрономијата е наука која што секојдневно се движи напред. Ние треба да ја пратиме и треба да си бидеме секој во својата област. Во една кујна не е само да готвиш ти како готваш, туку има сладкари, пекари, пицери, не знам, луѓе што работат на скара, луѓе што работат на салата. Не можете буквално да знаеш све. Ајнштајн, ние како шефови можеби имаме познавање на целата област, но не знаеме се. Тука е разликата од тоа. Затоа имаме луѓе поставени на тие позиции кои што си ја знаат својата работа и затоа се тие кои не поделени во сектори. Така. Кире, веќе долго време си шеф во концепт во ресторанот, знаеме во Струмица. Кои се твоите почетоци? Како почна? Кај мене е различно од Никола. Јас бев скроз во други води, професионално. Тоа ми се десе некои непријатни ситуации во животот, така да останав без работа, од хоби, од готвење дома, од љубов према храната, влегов во таа професија. Како што кажа Никола, значи, готвењето треба да ти е прилично страст, со љубов да готвиш, така да сум пронајден сега, сум многу среќен
Едноставно ситуацијата, моментот ме донесе до таа позиција сега каде што сум. Многу често знаат да прашаат ваш омилен светски, може, или не знам, од овие простори овде, омилен готвач. Ја некако никогаш сум немал некои идоли од детството за готвење, заради тоа што дека бев млад, кога ми се беа тие идоли, некако не замислував дека ќе работам оваа работа. Кога почнав да работам оваа работа, кога ми се роди љубов, идоли ми беа тие луѓе околу мене. Одговорните или шефовите, како сега што сум и долна многу млади генерации. Знаеш, едно си викам, и да станам како овој шеф, некогаш не ми треба ништо повеќе, да имам знаење колку овој шеф, ништо не ми треба повеќе, некако не цилјав да не ми беше цел за некој од надвор готвач, секогаш ми беа тука македонските готвачи, некој кој што ми беа мои идоли, некако едноставно ги бркав тие идоли и цело време ги прашував, затоа можеби станав успешен. Никогаш не ми било срам да прашам. Никогаш не сум верил знал се и никогаш не ми било срам да прашам како се подготвува нешто. Не дека јас ќе го украдам тоа и ќе го направам на истиот начин. Доволно име да ми го кажат, па да си го направам на свој начин и да си измислам еден нов рецепт. Но сите, барем јас колку знам, но сите готвачи имаат тајни кои не ги издаваат во кујната. Има ли Кирил тајна која не издава во кујната? Не сум со тоа. Да? Знае, Никола, ние многу често комуницираме. Се комуницирате едни со други? Комуницираме. И јас сум еден од тие што немам некое, не знам, его, знам да прашам многу често пати за некои работи што ме интересираат. Без комуникација, без размена на искуства, мислам дека не би функционира. Го ценам секое мислење на секој колега, на крајот јас ќе одлучам дали нели тоа така да го сервирам или така да го сготвам или таа рецепта да ја променам малку. Меѓутоа мислењето, искуството ми е многу важно од колегите и сакам да примам информации. Да, тука ќе се измешам заради тоа што јас сум помлад од Кирил доста, но многу повеќе искуство во оваа работа. Времење да се промени. Можам да кажам пред 20 на години кога беа тие повозрастни шефови во кујни готвачи кои што од времето на ЈНА работеа, тие навистина крија во кујната. Јас сум бил сведок, сведок во кујна каде што кога требало главната состојка да се стави на некое си јадење, тогаш мене ќе ме пратат, донеси ми тава, донеси ми тенџер, и да ја да не видам тоа што ќе ми промакне нешто. Но јас уште како мал некако имав една фора во мене да цело време од страна ги зумирам работите, ги запишувам на едно ливче каде што во тоалетот над бојлерот ми беше сокриен тефтерот и ќе го извадам тефтерот и ќе се запишам и ќе си го вратам пак назад таму. И со тек на години некако ќе си го отворев од време на време да си прочитам, пошто никогаш не знаеш што ќе се случи. Можеби тој шеф утре нема да дојде на работа и не може ресторанот да биде затворен, мора некој да го замени таму. А ја имав искуство едно каде што со години работев со еден многу познат готвач, мојот идол, да не кажам и човекот кој што ми даде многу знаење, тој е покоен Воја Спасовски многу одамна, еден од врвните готвачи на XU просторите од времето на личен готвач на Тито. Некако бев таа последна генерација негова, да он се случи имаше незгодно скрши нога и не дое на работа. И едноставно 10 луѓе во кујна никој не знаеше да го направи неговиот рецепт. Сите креварац. Требаше да се прави, ќе те подсетам, крем карамел, панакота и профитероли. Никој немаше појма како се прави. Луѓето работеа со години со него, заедно. И ја бев тој што собрав најголема храброст да си го извадам моето тефтерче и да го направам неговите јадења. И некако, после неколку дена, кога се врати во кујна, кога сега ми доаѓа така на слика, кој ги направи овие јадења, се збореше Кумановски, пошто од Куманово беше. Викам јас, зема ги фрли сите јадења во канта, за да ми ја покаже неговото его и суета дека е големина, дека ја не може него да го заменам и ги фрли во канта, но некако не додржа тоа. После 2 дена ме седна у канцеларија и ми вика, ти кажам бе, мали, па ти подобро од мене ги направи. Некако му се отвори душата и срцето и можеби тие работи ми дадоа мотив некој во животот и во кујната да ја сватам дека можам да бидам успешен готвач. Да. Колку е битна таа комуникација? Еве, Кире, ти работиш со млади кувари во ресторанот. Колку е битна таа комуникација со младите и пренесување на тоа знаење? Убав пример е тоа што го спомена, вие нема да сте секогаш тука, нели, достапни. И дали е ваша гордост младите да знаат да готват подобро, дури и подобро од вас, или мора секогаш да бидат под вас и да учат од вас и да не им дадете ветер во грб, што се вика? Значи, за мене е многу важно. Ние
работиме многу со младите кадри, школите, предонесуваме, спонзорираме и така натаму. Во нашите ресторанти доаѓаат на пракса. Многу важно. Јас многу посветувам внимание на младите и сакам да целото знаење што го имам да го пренесам на младите. Често пати оставам сами да решуват околу некој проблем во кујната, нормално после јас контролирам, но ги оставам да горат во тој куварски или кујнски оган, така да кажем, за да може да созреат како готвачи, почетници, нели? Ама, окей, за воиднина да може... Ти куваш често, знаеш да видиш строг шеф во кујната? Да, многу строг. Аман, јас не те знам тако. Нели кажеш, кујната е место каде што нема да... Да, тоа на почетокот го кажевме. Каков шеф е Никола? Знае да биде критичар? Тие што ме познаваат добро, а знаат дека не сум многу лош као шеф во кујна и некако може вака на прва изгледам некој што викам во кујна, но ја не сум тој што викам во кујна. Ја напротив, јас сум тој што ги смирувам цело време работите. Со луѓето треба психолошки да се работи. Навистина, ако секојаш има проблеми и секојаш треба да наоѓаме ние како шефови на кујна, пошто сме менаџери на таа кујна, да ги наоѓаме решенијата кај тие луѓе, се седне, се разговара, се види каде што е проблемот и во најбрз можен рок да се промени тоа и да се поправи некоја грешка за да нема атмосферата е небитна. Во секоја работа па така и во кујната мора да има атмосфера заради тоа што цело време е нешто напнато таму. И уште ако некоја мала ситница почне да шкрипи, тогаш више гори се, а никој не е виновен надвор од таа страна како гостин да го трпи тоа. Да, или да го гледат или да го трпат заради тоа што нив не ги интересира. Нашата работа ние да завршиме, да им даеме на гостите да конзумираат храна тоа што си го побарале. А наше ние тука како ќе го изменаџираме и како ќе се организираме нашата работа. Во еден пост на интернет, кога се подготвував нормално за подкастот, прочитав едно мислење од готвач. Вика, ако видиш дека во ресторанот нема добар однос, нели, помеѓу кујната и келнерите, тогаш нема да добиеш ни квалитетно јадење. Се согласувате со тоа? Кире? Така е, таа релација, нели, и таа енергија треба да ја има, предпоставувам, во кујната. Практично тоа како би изгледало? Ти можеш да набиш најубаво јадење на свет. И највкусно јадење на свет. И замисли да сега тоа некој се потрудил во кујна го направил перфектно да изгледа. Не со многу љубов во таа чинија. И го зима келнерот, едноставно доаѓа на масата и вака ви го фрла јадењето. Таа е релација што мора да биде. Мора заедно таа да биде работа. Не можеме да кажеме дека келнерот е заслужен за се. Не можеме да кажеме дека готвачот е заслужен. Тоа е еден тим каде што мора заедно да функционира. Тие се две, тоест ресторанот комплетно мора да функционира се заедно. Мора да има комуникација, мора да има соработка за да на крај биде задоволен гостинот. Да. Ние работиме за нив. Да. Се доврзам само на говорите, значи јас имам на своја теорија што ностоп ја презентирам неги вработените, кој е продуктот на ресторантот. Крајниот продукт, што произведуваме ние? Ние произведуваме задоволен клиент. Клиентот треба да биде задоволен од кога ќе влезе на врата, од пречекот, од хигиената, од атмосферата, од услугата, од вкусната храна, сервисот на храна и на крајот како ќе го испратите. Значи, цел тој склоп мора да функционира. Во контекст на прашањето, кој на келнери тоа треба да функционира. Затоа што ние информациите од којите ги добиваме преку келнерите. Ако не се пренесе точно, и јадењето нема да е така како се го порача од гостинот. Сметате ли дека поголема моќ во еден ресторант има шефот во кујна отколку самиот собственик? Тоа така треба да биде и така е во светот секаде. Некако кај нас почна тоа, можам да кажам 5-6 години уназад, да се појавува да објектите или рестораните бидат препознатливи по шефот на кујна. И тоа секаде во светот дека нас беше малку чудно, некако пак ќе се навратам на тоа дека јас сум собственик, ја треба да сум главен тука. Но ќе дојде време каде што јас цело време идам во објектот каде што работи Кирил конкретно и јас сутре нема да кажам идам кај собственикот, ја кажам идам кај шефот на кујна. Да јадам таму заради тоа што он е
ко собственик на тоа се, онда нема да е таа храна таму и таа организација. Собственикот е само финансиер. Да. Тој така и треба да функционира, така функционира секаде на свет. Тој е тој што финансира, а јас сум тој што треба да работам. И тука да завршиме. Значи јас треба да сум, не треба утре да речат јас сум собственик или газда на тој објект, но треба да биде препознатливо по мене заради тоа што јас сум носител на доброто и на лошото на тој објект. Така. Кире, се согласуваш со тоа? На кое ниво е угостителството во нашата земја? Некако во последно време се отвараат ресторани, италијански, па тајландска кујна, па кинеска. Поправете ме ако грешам, но многу слабо слушам македонска кујна, нели, ресторант да се отвори и специјално да биде со македонска храна. Некако се губиме ли во тие модерни трендови сега? И угостителството. Па мораме да ги пратиме трендовите, тоа дефинитивно не треба да заборавиме македонска традиционална кујна. Јас моментално работам во македонски традиционален ресторант. Но каде што имам 80% македонска традиционална кујна, имам 20% македонска кујна подготвена на малку модерен начин. Немам пасти, немам италијанска кујна, но имам убава јувки подготвени со сос од дајвар, вргањ и овчо сирење. И сега може да го замислиш тоа се заедно како звучи и како треба да изгледа во чинија. Тоа е нешто каде што некој странец кој ќе дое во Скопје, конкретно имаме многу странци, сме пропознатливи објектот, знаат странци да дојде се воодушевени од македонската кујна, некако сите од страна нас ние ценат македонската кујна, ние сами не сме свесни. Тоа сакам да кажам, да. Можеби заради тоа што фактот дома во петок сите знаат гравче да си направат и нема да отидат во ресторан да го јадат. Тоа е можеби некако најубаво да го долова моментот на зашто не се подготвува. Кога излегуваме во ресторан, очекуваме нешто ексклузивно да се јаде, па нешто различно. Мора да тргнеме сами од себе, дека во ресторан нема да отидеме да јадеме полнети пиперки, треба да биде тоа конкретно за полнети пиперки. Ќе отидеме да јадеме нешто поинтересно и повкусно, нешто што дома го немаме и не го подготвуваме. Можеби затоа се отварат многу повише различни ресторани и различни кујни од домашната. Да. Еве, сега ќе ми текне пример со пица со ајвар. Вие правевте така? Значи, тоа беше голем традиционалист и ја почитувам многу традиционалната кујна. Меѓутоа се согласувам потполно дека ние треба да ги пратиме модерните трендови и треба да направиме нешто таа наша традиционална кујна, да ја сервираме на поубав начин, некои мали промени, декорации и така. Пример, ние зедовме пред година дена на еден меѓународен натпревар за пица со ајвар и со овчо беровско сирење. Сега пред некој ден бевме во Белград например, се пласиравме на светски куп и со пица, со лутеница и со овчо сирење. Пак традиционално направено на модернистички начин, декорирано, метнато италијански продукти. Нормално тука треба малку да се пази. Тоа е умешноста и умешноста на готвачот, претпоставувам, да го избалансира тоа. И има многу производи кои традиционално во ресторантот ги сервираме, нели ги готвиме, ги служиме и ќе продолжам, никогаш нема да ги тргнам. Имав една ситуација, за кратко само, каде дојдоа странски гости, кои требаше да ги служиме на гангови, 6 ганга, каде што бара традиционална македонска храна. И јас, например, се направив ризото од сарма или јаман баледи, направено, сервирано на модернистички начин. Или крем од тавче гравче и така натаму. Пак нашиот вкус, ама направено и сервирано на помодерен начин. Тоа е врвното во кулинарството, да знаете да избалансирате традиционалното со тоа. Што повеќе традиционалната кујна да ја застапуваме на нашите трпези, односно на ресторанска стол или вас. Так, и готвено јадење. Да, направено. Да. Сакам да ве прашам сега со новите трендови кои ги имаме. Од една страна, нели, брзата храна, кој младите енормно ја конзумираат, не ни помислуваат на готвено јадење. А од трета страна па ги имаме овие кои постојано се со здрава храна, не знам, чија пудинг, смути, се. Кој е вашиот став по тоа? Сега, дали е тоа повеќе трендовски или навистина ние се грижиме за здрава храна, оние кои јадат смути, а после ќе ги дискутираме и брзата храна. Да, јас сега ќе ги земам вака на кантар, ќе ги ставам тие две работи.
да идеме некаде некој сендвич, хамбургер да изедеме, не треба 5 минути, 6, и ќе потрошиме некој си 5 евра, 300 денари, а да направиме еден здрав оброк, исто ќе не треба 5 минути, 6 и ќе не кошта можеби некојаш помалце од тие 300 денари. Јас тоа го зборам практично заради тоа што јас го правам тоа. Можеби до вчера не внимавав толку многу со храната, нема време за да го правам тоа, за сите можев да внимавам, за сам себе, направив една промена во животот каде што заедно со мојата сопруга решивме дека ќе направиме промена со исхраната, го сменивме цел начин на исхрана и свативме дека многу полесно не е така. И дека немаме потреба да јадеме кифла, бурек, сендвич некаде да купиме, туку можеме дома да си го направиме тоа на поздрав начин, да си мериме калории, да си мериме протеини, колку имаме се во него и едноставно да се осеќаме многу подобри и поздрави. Мислот дека е скапа здравата храна? Не, напротив, јас сега откога почнав да купувам здрава храна, сватив дека храната не е скапа здравата храна, никој не ја купува, затоа можеби не е скапа. И некако се фокусираме на тоа што мислиме дека е здраво, тоа е секогаш со висока цена, го плаќаме брендот само, но тоа што е зеленичко, тоа вошето никогаш не биле скапи, тие ги имаме секогаш во изобилие. Во изобилие, да, и сега не можеме да кажеме дека јајцата секогаш се исти, и ја конзумирам многу јајца период, измене ми се секогаш исти, јајцата не сум осетил дека нешто е покачано, само треба да знаеме како да ги скомбинираме. Јас готвев 4 месеци без капка масло, не имавме дома едно шоличе масло, 6 месеци готвевме без масло дома. И јас, и сопругата, и децата, и сите. Се живее така? Да, се живее. Еден поевтино сме поминали. Да. Кире, мислам дека вие... Извините, да презем, например, исто моје мислење дека треба да се пратат тие модерни трендови на здрава храна и така. Се ексклузивно не сум не разговарал со никога, меѓутоа ние се спремаме, односно јас спремам мени 500 калории, така си го ќе биде називот. И ќе има доручек, ручек, ужина и вечера, се 500 калории. Се вкупно 500 калории? Се вкупно, цела храна 500 калории. Возможно е. Во еден оброк може би да, но во во еден оброк. Да, во еден оброк да. Така во еден сега ме збунува како. Јас ки сум секој ден таму. Менито ќе се вика 500 калории. Да. Ама имаш доручек 500 калории, ручек 500 калории и така натаму, видно, и тоа ќе биде повеќе за to go, за деливери. Дали е прифатено? Мислите ли дека прифаќаат посебно младите таков начин на исхрана? Па младите повеќе го прифатат тој начин на исхрана него нешто традиционално веруваат. Заради тоа што ги пратат трендовите и мораме ние да ги пратиме како објекти и како шефови тие трендови. Ова што го кажува Кирил е супер идеја. Луѓето идат, вежбаат, почнувајќи по себе, идам, вежбам и знам мене внесот на калории колку треба да ми биде. Но не е секој умешен да израчуна и да направи, да сготви дома јадење, затоа ќе му биде полесно да се нарача од таму и да се најде денеска здраво, протеински, калории, колку внесол протеини. Значи контролирани дека немаат обврска рестораните, нели, да ги прават тие пресметки за колку калории се има истрошено. Не знам како функционира тоа. Нутритивни вредности немаме законска, тоа не треба да ги правиме обврска, но имаме да ги правиме алергените. Да, тие мора да ги има. Нутритивните вредности не, но супер е да еве нешто ново, нешто различно. Јас имам нешто, некоја книга почнав да пишам, па таа ми е сега периодот на секој јадење да вадам нутритивни вредности, заради тоа што тргнувајќи од себе почнам да ги читам и едноставно не преча тако на страната ги има некаде тие нутритивни вредности. Да се знае компир манџа, да речеме конкретно, никој не направил нутритивни вредности на незе, колку калории има. Колку има, кажи ми да знам бара. Не сум израчунал, ако ми дојде така на памет, но немам израчунал, можам да го израчунам тоа и да видам колку има. Но кај нас македонските јадења не се толку здрави многу за конзумирање, имаат многу вишок на калории, многу повеќе калории, заради тоа што многу долг процес на готвење имаат. Секое македонско јадење е нешто што се готви малце подолго. Наврати се вака ако ради брзо јадење, некој немаме ништо. Да, све е нешто што е час и пол, два се готви натаму. Губиме многу хранливи вредности при самото готвење, а имаме вишок на калории качени заради потреба на голема количина на масло, пржење, печење, денстање и сите тие работи. И малце тука сме скарани со здравиот начин, пази имаме толку многу убави зеленчуци, толку многу убаво поднебие, за жал традицијата ни наметнала да ние ги упропастуваме.
некогаш работите, еве ние како готвачи пробуваме тоа да го промениме, да направиме нешто на побрз начин да останат да мислам не брза храна. Да, брза храна, брза храна, тоа не е фастфуд, туку брзо готвење на храна каде што кинеската храна е толку многу брза и јапонската се на лице место сите хранливи вредности се задржани. Секој зеленчук ќе го гризнеш сготвен, има некоја алденте структура на него да крцне, да знаеме дека сите хранливи вредности се во него задржани. Го прифаќаат ли кога спомнавте алданте приготвено? Тоа е нашки кажано. Тоа е конкретно се работи за паста. Тој збор за италијанската кујна потекнува и мислам дека ако веќе готвиш паста, Кирил има фантастична паста кај него, мораш да го направиш тоа. И мораш да Како ја готви? Сега ќе го прашаме, да. Го прифаќаат гостите? Значи ние предодредено да видиме реални, Кире, да, ако одеме нели во Италија ќе кажа некако недоварени се таму. Нема традиција не на тоа. Немаме традиција. Јас правам се прифаќа паста, италијанска рецептура, вели како така? Никога знае, се консултирате околу тоа. И сега многу често ми се случува да гостин ми даде забелешка дека пастата е жива, не е доварена. А вие внатре имате многу јајца, правата паста се готви со жолчки, со јајца и така натаму. И самата структура и да ја свариш повеќе не е како обичната кај што е само брашно и тесто. Ние сме научени на меките. Ние сме научени на многу. Тие што разбират. Ама за другите не треба време да се прилагодат. Едукација. И едукација, па со таа цел еве правиме и такви подкасти, разговараме, малку да ги едуцираме луѓето да се крене нивото, нели, на храна, на здрава храна, на Уште еден пример, например, нели пица романа, позната во Италија и така натаму, која пуштивме за прв пат. А што е ова толку дебела пица, нема логика воно и многу тешко беше. Сега е прифатена и повеќе од класика. А тоа е заради тоа што стана тренд, стана едукација, некако интернетов некојаш е тренд, а некојаш е едукација. За да направиш пица романа, тоа е наука да направиш. Не е толку така едноставно. Обична пица тенка, секој може да направи. Но романа каде што имаш ферментација од 72 часа, 3 дена треба да ферментира тоа тесто за да направиш токава дебела кора, внатре биде шуплива. Значи да погодиш влага, да погодиш температура, да погодиш печење на самата пица. Тоа е стварно тежок процес. И сега ти кога ќе го објасниш, кога ќе го објасниш тоа на луѓето дека таа пица е навистина многу тешко да ја направи, многу способни луѓе да ја направат таа, тогаш другаче ќе почнат да ги гледаат работите. Тука сакам да прашам, да, не достига ли таа, па ќе кажам, и едукација, но и промоција на начинот на кој се готви и самата професија готвач. Фали ли овде посебно во нашата држава едукација за суштината на таа професија? Знаеш, тежината, дали ние ја знаеме, обичните граѓани ја знаеме ли таа тежина на вашата професија? Не. Не, добро. Не, сите велат како, што работиш готово? Супер ти никогаш не си гладен, ти си јадеш цел. Не е само тоа, не е само јадењето, не е само готвењето, па ќе кажам. Значи, јас сега во главата имам илјадници рецепти, кои што никаде не ми се запишени. Морам во текот на денот да ги употребам некаде. Значи, доаѓаат нарачки денеска секакви. Ти мораш да ги знаеш тие. Не, постои тоа ќе отвориме лист па ќе читаме. Значи, тоа е наука, навистина голема, мозокот 200 на сат. Баш сега брзо со Стефанија за имења, више скарам сум с имења, не можам да ги памтам заради тоа што толку многу луѓе, толку многу рецепти, на информации во главата и почнам дел по дел да тргам што е имењата, ќе ги тргам, не памтам имења више. Долго е само да се знаеме така. Толку е ревемо. Да, Кире, имаш ли чувство дека не се цена доволно готвачот како професија во нашата држава? И дали имаат младите интерес да учат, нели, и после неколку години да станат професионални готвачи? Вака, моја мислење е дека немам таков осет, такво чувство да се одбегнуваат готвачите, да не се ценат. Задоволен сум од однесот на луѓето, клиентите према мене, како ме ценат. Сепак ти го храниш, нели, смисла го храниш, му готвиш храна, треба, тоа е за почет храната. Так. Што се однесува за младите луѓе, конкретно за Струница,
Пред 3-4 години беше друга ситуација, сега е малку подобра ситуацијата, затоа што веќе имаме и во средното училиште повеќе запишано деца, повеќе практиканти. Сето тоа е резултат на работата и на професорите, и на нас готвачите со младите. Сепак ние треба да оставиме на некој, нема ностоп да сме присутни околу не одминали годините или ќе не одминат, школуван готвач е многу подобар. Ја не сум школуван готвач, никога е завршил угостителска, не можам да завршим угостителска, меѓутоа, нели, со едукација, со курсеви и така натаму, сум дојдел до тој степен, многу е подобро кога ќе фатиш од почеток, со школа, па искуство, па врвни мајстори до тебе и така натаму, и стигнеш до одредено ниво кај што треба да стигнеш, нели? Да. Често знаат да кажат дека ако вработен менува работни места, нели, нешто не е во ред со вработениот. Дали тоа важи и за готвачот? Или тој треба да смени повеќе ресторани па да стекне искуство да стане врвен готвач? Дека си млад, тоа е пожелно да се прави. Пожелно е да менјаш повеќе објекти за да видиш начинот на работа, да видиш кој каде. Можам да земам конкретно една шопска салата, во 5 ресторани да отидеме, секаде различно сервират, различно сечат крставицата, различно ренда, секаде треба да се види и тоа е една школа. Мене ми пречи кај младите што некако многу брзо сакаат да стигнат до целта. Готвач за да станеш професионален и да доеш до некој ниво има степен, скалила кој што треба да ги поминеш. Некако они многу брзо сега ние ги вметнуваме директно во оганот, они ќе научат 5-6-10 јадења, ќе научи 2 пасти, 2 рижота да подготвува, и он мисли дека он знае све и ќе бара утре плата како шеф на кујна некаде во некој ресторан. Но првото нешто кое ќе загусти утре, он не може да се снајде заради тоа што нема искуство. Не е само да знаеш да го сготвиш, треба да знаеш и да го организираш и да знаеш да го изменаџираш цел тој процес. Да стигне на време. Тука некако многу брзате, тоа ми е еден совет често кој што им го давам на младите. Океј, знаете да готвите, но не е само да треба да знаеш да научиш да 2 пасти и 5 рижота, треба многу повеќе од тоа да научиш. Почекајте, со тек на време секој си дое на свое место. Немојте да брзате заради тоа што мене ми требаше, не знам, 10 години да се борам во оваа работа, да учам, да се школувам се, да дојдам до некој степен да кажам дека јас сум одговорен на кујната и сум шеф на кујна. Еде шеф, тоа е нешто, на почетокот, егото треба малце да се спушти. Не значи добар готвач дека и добар шеф на кујна. Шефот на кујна е прво и основно организаторот на цела кујна. Ако ме разбереш. Да. Тоа е мозокот на кујна. Ме интересира, сакам да ми кажете моменти. Кои ви биле најтешки моменти во кујната? Не знам, во текот на вашата кариера. Кога зборуваме тука шеф на кујна, најдобар готвач. Можете се присетите на момент каде ви дошло преку глава и одутре нема да работам. Има такви моменти? Јас као работник можам да издвам еден куп такви моменти каде што, као што кажав, зашто мажите и жените можат или не можат да издржат оваа професија, тезично. Во кујната е дефинитивно тезично. Не знаете вие сега периодот пред нова година како е, што има премногу луѓе, премногу работа, објектот знае неколку пати да се наполни, да се испразни, да дојдат многу луѓе, но никој не го интересира таму внатре што се случува. Они се дојдени да се уживаат, нели? И тоа е наше, ние како ќе го сработиме. Кога ќе ми биде јадењето, зошто касни? Буквално така, затоа често такви видеа правам и сега пред нова година ќе почнам да ги правам, да ги потсетам тие што идат да се забавуваат таму, дека некој позади нивната забава стои. Дека некој позади се поти и се мачи и треба некојаш да го ценат. Не треба ништо. Никогаш работите со пари не се купуваат, ама доволно е да влезе некој да дзирне из таа вратичка да рече многу ви благодарам дечки, све беше супер денес. Тоа е едно доволно, си дека бидат среќни и задоволни. Имало милион ситуации во кујна каде што било многу тезично. Имало ситуација каде што 5 луѓе. Што е најголемиот проблем што може да се деси во кујна? Може да се деси конкретно, не знам, да снема струја, да снема вода, да не знам, некој не сакајќи падне се лизне, па мора да биде отстранет од работа, таа позиција останува празна, не можеш за брзо време да најдеш човек, па треба ти да потполниш на сите страни, да се исече опасна работа, да се изгори, милион работи се случуваат во кујна, така да. Ако се промаши јадењето, не ви се погоди некој јадење? Све се случува.
Човечки фактор е тука и секогаш може да се случи. Често го кажам тоа, добро најдовме, не знам, мушичка во салатата, или најдовме бубаче, или најдовме влакно некојаш. Значи, тоа го работи човечки фактор. Ако доколку го работат роботи, нема никогаш да се случува тоа. Но, ја можам само да искочам, да го прифатам тоа како критика, секогаш, никогаш не викам не, без разлика дали по пати дејки не паднало некаде од некој келнер или не паднало на масата дека стоело од гостите, тоа не го гледаме како фактор, ние сме го извадили од тука и ние сме тие што треба да го преземеме нашата одговорност и да едноставно се извинеме. Мораме да најдеме начин за тоа да следен пат не се случи. Так. Но дека ќе гарантираме 100%, никогаш не може да гарантираме дека не може да се случи. Човечки фактор е, пак ќе кажам, се може. Кире, како реагираш на критика од гостите? Значи, не сум суетен да... Еве се случи несакана ситуација, не знам, не се погоди јадењето или не ми е по кеф или не знам. Како реагираш? Јас сум еден од шефовите што многу често е присутен во ресторантот, помеѓу гостите, ги прашувам дали се во ред, дали храната вкусна и така и таму. Да. Така и собирам информации и позитивни и негативни. Нормално е да се случи тоа, некој што каже да има такви грешки, сепак човечкиот фактор е основен тука во цел процес, а меѓутоа одма реагираме, замена ново. Никој пат не сме направиле проблем дека. Да, но Аз сум имал ситуации дури смешни. Да, ма има, знаеш какви има издржани критики. Тоа сакам да кажам, но има и неиздржани, некој така. претеруваат и самите гости, нели? Има конкретно, еве, ќе се навратам за ќе готвиш паста како што треба по сите правила и прописи по книга, и утре некој ќе те викне на маса и ќе те каже тврда ми е, жива ми. Тоа е неиздржана критика. Тука сме ние да треба да објасниме дека пастата е сготвена буквално како што треба. Но вие, ако сакате поварена, треба да нагласите тоа. Исто се случува и со месата. Полуживи, медиум, попечени, понепечени, па некој може да ти го врати. Има луѓе кои што не се едуцирани. Мене во текот на ова работно искуство многу ми се случува. Се навртам уназад 10-15 години, кога не беше познато кај нас карпачо, не беше познато тартар бифтек. И се едноставно го чита некој во менито и звучи во карпачо. Нешто убаво звучи, вау. И ти му даваш на маса свежо сечено месо, не скоро живо, и он го гледа и се чуди што е ово. И ти го враќа. И ти го враќа, и ти вика, молим те, испечи ми го, да. И сега тоа е нешто, тоа не е критика, тоа е... Тоа веќе наврада за готвач. Да, нема човекот едукација или некој што сега више за тек на време луѓето знаат. Случај, отвара менито и чита бифтек оваков, нели, и чита татар бифтек, порачува татар бифтек, му го спремаме во носиме, ме вика че те вика ова не ти е печено, живо ти е. Напреми плескавица од. Па и тука треба не. Или ме вика. А ние сме се научили на кебапче на плескавица. И салатата вика марулата многу едро сечена. Кај нас во Швајцарија поситно е сечат. Не е основни критики, мора пак да реагираш. Мора да ги прифатиш. Да, овде ми беше прашањето кои се особености треба да ги има, нели, врвен готвач, за да ги истолерира сите тие. Смиреност дефинитивно и познавање, да знаеш да го испрезентираш тоа и да ја прифатиш таа критика каква и да било и да му обясниш на луѓето зашто таа салата е така крупно исечена и зашто е тоа живо, заради тоа што има нешто, има приказна позиција. Да. Сега less is more. Нели? Овој слоган често се користи и сега се прават, нели, актуелно е мали порции се служат, па како каже Кира, на гангови, нели, сега нов модел на служење, го прифаќаат тоа нашиве луѓе тука. Ови мали порции се служи мали порции, а се си мислам јас дека ние сме научени на големи порции, знаеш. Ке дојдеш во ресторан да се најадеш. Ви реагираат? Тоа го чекав моментот. Идеш во ресторан да се најадеш, но не идеш во ресторан да уживаш. Значи, кога идаме конкретно за да се најадам, тоа идам што побрзо да јадам, не пијам алкохол, не пијам ништо, идам да јадам. Но кога треба да идеш во ресторан за да уживаш во уметноста на готвењето, доаѓаме до ситуацијата на мали порции, мали корсови. Секоја порција се одбрана со соодветно вино. Значи, добиваш една приказна тука, каде што секој јадење
некој си го смислил јадењето и сомелиер го смислил виното кој што ќе одговара 100% со тоа јадење. Во текот на тоа уживање, патување, ќе пробаш 5-6 јадења, кои што се сосем доволно за да се најадеш и можеби повеќе некогаш, и ќе пробаш 5-6 различни сорти на вино, кои што се спарени заедно со тоа јадење. Тоа е уживање. И никогаш нема гладен, да. Јас сум бил и сум подготвил мал милион такви вечери, никој не си отишол гладен од таму, да. И сите биле најадени, но тоа доживување, тоа патување има цена, заради тоа што не е тоа секојдневно нешто подготвено. Не секојдневно можеме ние дома да си приуштиме или да одиме во ресторан да си направиме ние дома јадење кое што одговара со секое вино. Знаеме, не бело месо и риба иде со бело вино, ова месо иде со црвено вино и редруи. Слушнале, но не разбрале до крај. Но има црвено вино кое што одговара и со риба. Конкретно има црвено вино кое што одговара со туна. Таа е риба која што е црвено месото и одговара, има јачина и ред други работи, одговара перфектно со црвено вино. Но ако ставиме авокадо на туната, ондак не одговара црвено вино и бело вино. И све тоа нешто кое што треба да имаме познавање во таа област за да направиме добро мени. Затоа пак кажа, шеф на кујна не е само тој што треба да сготви добро јадење, треба да има многу познавање од храна, од вино и од многу други организацијски работи. Твоето искуство? Знам дека приготвувате за одредени пригоди или моменти на евенти. Го прифаќаат тоа луѓето или знаат да кажат што е ова? Една само една ситуација кога ми најавија дека два пати уствари до сега во моето искуство, кога ми најавија доаѓаме на вечер или на ручек, сакаме да бидеме служени на тој начин. А за евентите, да, веќе доаѓа гостинот запознаен со менито, запознаен со вината, така да мислам дека уште ни треба многу работа. Да, јас сум многу за тоа, меѓутоа ни треба уште време за да дојдеме до тој степен да почне некогаш да функционира тоа, да и кога излезете на вечер, дојдете на уживање со храната и со виното, а не само се уште не сме стигнати на тоа ниво. Сепак ние сме научени. Добро, јас па имаше една успешна Струмица и Скопје. За Струмица, он имаше една успешна вечера пред година, дена, две, која направи тука едната, ја бев као гостин. Дојдов јас со задоволство да се дојдам од Скопје со кола за да присуствувам на таа вечера. Имаше 150 на луѓе од прилика. Да, не сум сгрешил така од видување. Како постигна Кирца на сите тие гангови. И тоа беше перфектно, сите луѓе уживаат таму. Значи се бараше карта повеќе за таа вечера. Значи нештото успеало и луѓето биле задоволни. Но следно нешто кое што ние треба да го правиме заеднички, ќе го најавиме за брзо време, тоа ќе биде исто така во Струмица една прекрасна вечера каде што ја и се Кирил ќе ја готвиме, ќе направиме едно такво несекојдневно доживување со храна искомбинирано со вино, токму во концепт за брзо ќе видат сите известени. Се надевам дека ќе уживаме во добра храна, нели, во квалитетна. Да, јас морам да бидам поканат, еве на промоција правиме тука. Кажете ми лично за вас ме интересира, дали сте перфекционист? Во смисла, кога вие сервирате храна, нели, која правите порцијата, знаете ли да бидете самокритични и да кажете не, ова не е добро, чекај ќе направам повторно? Или сте доволно самоуверени, готвите, праќате и толку? Нека каже Кирил, пошто ја имам друго мислење, мислам дека различно од неговото. Кире? Јас... Знаеш ли да си вратиш нешто кога имаш сготвено направено, па не ми се допаѓа, ајде поново ќе правам. Многу често пати. Тоа е одлика на врвен готвач? Не сум баш сигурен дали е одлика на врвен готвач, меѓутоа, ако нешто не ми се допаѓа и на вкус и на изглед, јас знам да го вратам. Често пати сум незадоволен од тоа што го правам, меѓутоа се трудам максимално, значи прецизно да се доработи све и да биде како што треба. На крајот резултатот е гостинот. Ако он биде задоволен од изгледот на тањерот и од вкусот на храната, и јас сум задоволен. Ма да знам некогаш дека требало можеби и подобро, можеби и подобро. Секогаш може подобро. Да. Но еве колегата не се согласува. Не, да мислам дека ќе каже нешто различно. Јас на пример сум многу голем перфекционист кога се работи за храната, сум многу голем самокритичар.
И секогаш кога настапувам за конкретно за некои си вечери така поголеми кои треба да се смисли мени, секогаш идам со доза на недоверба во самиот себе. Дека нештото нема да биде како што треба. Можеби тоа ми е една мана или можеби нешто кое што секогаш ми дава поттик да бидам многу подобар. Понатаму и понатаму. Никогаш не велам за себе ова е топ. И супер. А секогаш го кажам тоа дека добро е. Ама секогаш може да биде подобро. Некако, ако кажам, можеби дека е добро, нема да се потрудам следен пат да го направам подобро. И затоа си велам, добро е, ама ќе пробам следен пат да го направам там многу подобро. За да идам напред. И можеби затоа сум станал успешен. А кога се работи околу работнициве кај мене, ме познаваат дека као човек кој што не ги фали многу. Тоа ме беше следното прашање. Дали критикувате кога ќе ви изготват вас нешто? Така, ја критикувам до степен на, ако ме прашаш дали е добро јадење, и ти кажам, оке, тоа значи... Да, не ме прашува втор пат. А тоа ме знаат сите. Значи, не само луѓето во рестораните, и фамилија, мајка, татко, баба, дедо, кои да се. Ако ти кажам, оке, значи, добро се јаде, тоа се. Нема втор пат да ме прашаш, ама добро ли е? Тогаш више тука влегуваме во нешто, зашто, како, што и други работи. И јас сум многу тежок и цврст на фалење. Ме знаат луѓе кои што работам со години, шефе, еднаш не си ни кажал дека е супер ова. Не можам да викам, не ми иде, едноставно треба да го кажам со силата, но можеби тоа е добро да не го кажам, ги поттикнувам самите работници да се потрудат да бидат подобри од денеска. Значи утре да бидат подобри од ден претходно што биле. Значи тоа да се потрудат, тоа ми е начин на мотивација, они мене ме знаат како функционираме и ова подобро ствар направи. Сопругата ја имаш пофалено некојаш? Добар ручек, да. Она навистина појма немаше од готвење, стана многу брзо експерта за готвење. Мора. Да, дома тоа што јас го правам, мене не ми го прифаќаат како такво, зборам за децата конкретно. Ја добив критики, деца што ќе да компир манџа, правам по сите правила и прописи, дома едва чекам, правам компир манџа, им давам да ти двете фаца прават. А она здрава, убава направена манџа. Да, све по сите прописи и правила школски како што се прави. Не сака да јадат, ти тато немој више да правиш манџа, мама ќе ни према, ти прави ни таму одредени работи, не знам, палента, едно друго. И сега Стефанија ја прави ван сите правила, значи ван сите готварски правила, тоа да го направиш во школа некаде, забрана ќе имаш у кујна да влезе. Но тоа е превкусно. Ја не знам како, ја никош не можам да го направам, тоа што се ми обратно на процесот. Ама тоа е превкусно, они се научени на тоа, си го јадат и она стана за многу брзо експерт во кујна, да можеби заради тоа што не се срамеше да прашува и не се плашеше, прашуваше совети од сите примаше и дома си ги подготвуваше на децата. Дали Кире знае често да ја критикува својата сопруга кога ќе му сготви? Знам дека сготви. И тоа готви често за тебе. Често, да. На тебе ти е преку глава од готвење, претпоставува. Да, јас дома не готвам ништо. Дома не? Не? Нито еден специјалитет? Во ресторант, дома. Значи, ако ти дојме на гости, нема да не сготвиш? Ке ви поречам. Многу готвек, нели, пред да станам да влезам у тие готварските води. Да, тоа беше хоби и дома ностоп јас. Сега, не. Знаеш да критикуваш? Знам да критикувам. Тоа е лошо. Ќе останеш некој ден без ручек, осеќам. Се следам, да. Инаку за темата што беше пред тоа за фалење и критика у кујната, например, готвиме некој настан нешто важно, излегува храната и сите у кујната сме вложили многу труд, енергија, и чекат шефе што биде, гостите задоволни се. Сега јас примам позитивна критика дека е супер све. Ја викам, да, задоволни се, ама можело и подобро. Никогаш е исто, не кажам, да, супер бевме и така натаму. Единствено, кога доаѓа притисок во кујната, од многу работа, знае кај нас, знаеш, ти излегуваш таму, да во еден момент влезат 300 гости и сите 300 гости почнат да порачуваат храна и кој ќе извадиме храната, тој ние го викваме удар, нели, помине во кујната, тој знам да ви пофрма, браво дечки, организацијски и така натаму, супер завршивме денска работа. Да, но сепак за готвењето си призна дека не, и двајцата сте најасно дека за готвењето се уште се држите строго. И најверојатно тоа ги челичи и нив.
Така да станат врвни. Дефинитивно. Која е нешто најчудна комбинација која сте имале, која сте направиле, не знам, од јадење? Не сте биле сигурни дека ќе излезе добро, но се покажало како, не знам, идеална порција. Во кујната, во професионалната кујна во ресторан нема многу експериментирање. Таа мора да се проба за да искочи кај гостинот. Но ја експериментирам многу во емисијата моја кај што готвиме. Таму имам преку 2500-600 емисии снимено, по 3 рецепти, 4 у просек, тоа се десетина илјади рецепти веќе направено. Да те питам, да те нешто искрено? Ајде. Рецептите ги смислувате таму на лице место? Сега ти обяснам. Како што се гледа тоа на телевизија, така и направено. Тоа сум го кажал често и тие сите кои што не верувале, дошле таму како гости, пошто поминале мал милион луѓе таму и виделе дека тоа што се случува таму е буквално како лајв да е снимано. Тие намирници ние не ги познаваме кои се, ги добиваме, да не ги купуваат гостите, ги купува продукцијата, организацијата, но мене дали јас ќе ги знам 10 минути порано или 1 сат порано или пола сат или 1 минута, мене мозокот исто ми работи. Ништо нема да ми промени доколку јас го знам тоа порано. Буквално ништо нема да ми промени. И затоа често можам да најавам дека на почеток ќе направиме 3 јадења, 4 од тоа, но текот на готвењето како ќе почнам ќе сватам дека имам доволно намирници да направам уште едно јадење и некоја комбинација која што 80% од јадењето прв пат сум ги направил таму. Не знам како ќе искочат, но Вие секојдневно правите чудни комбинации и сега кои се успешни. Има на пример конкретно, не знам, пилешко со банана направив и сега јас тоа сум го гледал дека некаде се правело, но никогаш не сум го пробал и не знам како е правиот оригинален рецепт. Се става банана, некој си посебен вид, подсврста била, ја ставив обична банана која што има кај нас на пазар. Беше чудно за јадење, дефинитивно, но не беше нешто да не можеш да го изедеш. Значи, пилешко убаво сготвено, банана испечена, мека, кремаста, кој некој пире, со некој додатоци беше, но не за нас. Дефинитивно не за нас. Што направи многу комбинации чудни, кои што не се сеќам, ама има, каде што мала ситница да ја додадеш и да одземеш тоа некој нов рецепт, и ама ние знаеме како готвачи кој со што иде. Ја често знам да го кажам тоа, да, ова со ова одговара, но дел со дел не одговарат, никако не може да ги споиш тие јадења заедно, не може многу да сгрешиме. Кира, знаеш да експериментираш? Со чудни комбинации? Многу експериментира, пробувам. Меѓутоа, до сега немам ништо погрешка сготвено, па да излезе како продукти да го сега сервираме или готвам. Меѓутоа, експериментирам многу. Ги пробувате ли сите рецепти кои вие ги приготвувате? Прво вие пробувате, па се пласира тоа во ресторанот или не е секогаш така? Кога се прави мени, кога се формира мени, значи се прецизира. Се прави менито денеска, тоа се 200 јадења, сите јадења се подготвуваат во соработка со целиот тим кој што ќе ги работи тие јадења, се пробуваат, се финишираат и тогаш се пуштаат веше во потреба. Не можете секој јадење ние да го пробуваме денеска 500 салати излегле, ти да земеш секоја да пробува. Не, во смисла на приготвување или некој посебен рецепт, па вие прво го пробувате, вас кога ви се Конкретно тоа може да се работи, не знам, се прави денеска сос. Тоа е една од најбитните работи на кујната, значи добриот сос е половина работа завршена. Се прави сос количина од 50 литри. Мора некој да каже тука е добро, зачинета како што треба. Тоа ќе видите шеф на кујна што ќе го направи, ќе ја проба, ќе го проба тенџер, ќе тука е готово, финиширано, гасиме, тргаме на страна. Тоа е тоа. Тоа што може да го проба оничим, имаш добар сос, тука више немаш грешка на месо, не може замислите сега да треба парче биф да го исечеме. Дај да пробаме едно парче биф, па да не се расипа. Да. Кога се формира менето, да, јас имам принципи кои еве сега во моментот правам мене. Пуштам на продукт, прво јас го пробам, пуштам луѓето околу мене и после пуштам на некои гости, најмалку 5 до 10 да пробат, да видиме кои се позитивните, негативните критики, дали треба нешто да... Кирил, има ли нешто што не јадеш си во кујната? Све. Тоа сакам да кажам. Да, не, јас сакам да се надоврсам на тоа. Да, јас, мене ми е работа да пробам се, но не да јадам. Ја, например, има работи кои што не сакам да ги конзумирам и никогаш не јадам сладко. Не знам зашто, не јадам сладко никакво. Не јадам десерти кои што со шербе. Како сладко од смокви, што и да било. Но јас како човек кој што ја работам оваа работа и сум радознал во оваа работа, се имам пробан. Ја не јадам баклава, не јадам тулумба, не јадам ништо што е со шербе.
имам некако одбивност према тоа. Не знам колку и да ми се јаде мене благо, имам поставено, не знам, по Турција кога сме биле баклави 100 различни врт. Ја немам желба да го пробам тоа. Тоест да јадам, да го пробам, имам желба, да ја можам да земам, да го пробам, но тоа им е крај крајва работа да го пробам, а не морам да го јадам. Имаш пробано на кире баклавата? Имам пробано баклавата, имам раванијата, имам татлијата, имам буквално се пробано од кај него, така не сум јадал, но сум пробал. Да, дефинитивно. Сеќаваме да имаше експеримент еден направено со десерт. Беше за некој надпревар или не знам. Па локум, па не знам што имаше ставено. Тоа мислам ти беше најчудниот десерт направен. Тоа беше на еден надпревар у Белград, кој беше Белград на опред Балк. Таму јас сервирав, односно готвевме, традиционална кујна на модернистички начин. Тоа што го зборевме. Значи, крушевски локум, направен крем од крушевски локум. Тој крем е изведен на рецептурата од бландата со локум, што ја прават старите домакинки и така таму. Четнато малку, па баница од лиснато тесто, така да го искомбинирав и имав реакција од судиите, што е тоа толку чутно внатре кој вкус. Значи, сепак ви треба да бидете иновативни и да истражувате постојано, за да добивате идеи за нови рецепти и менија. Не е така едноставно да се биде готвач. Имаме кратки прашања за вас лично, но пред тоа сакам да ве прашам во однос на звездите Мишелин. Сите нели готвачи ги спомнуваат Мишелин звезда. Што значи тоа за вас? Да се има Мишелин звезда? Мене лично да, тоа не ми значи. Еден престиж кој што во светот дојде некако, тоа е повеќе туристички наменета сензација. Мишелин звезди имаат објекти каде што туризмот е многу развиен. Затоа можеби кај нас во Македонија се уште го нема тоа, заради тоа што не сме дестинација каде што некој богат човек од Италија би платил авион и би дошол во Македонија или конкретно Струмица, Скопје и кај да било да дојде на вечера и да плати вечера од 200, 300, 500 евра. И затоа тоа е дестинација или Мишелин е фирма која што ти као држава треба да си ја платиш, они да дојдат во Македонија, да направат една проценка колку објекти може да добијат таа Мишелин звезда, прво ти даваат задачи кои што ти треба да ги исполниш, потоа ти доваѓаат и ти викаат да ти заслужуваш, ти не заслужуваш, ти имаш рекоменда, значи препорака само од Мишелин, ти имаш звезда или нема. Но е тоа само еден голем бизнис кој што ја порано како помлад многу ми беше цел голема. Беше, да имам многу готвачи кои што ги познам, работе во објекти кои што во Хрватска имаат Мишелин, влегов таму и сватив дека тоа не е за мене. Не е за мене заради тоа што е еден шаблон каде што не смееш да направиш кикс. Еден кикс цел бизнис пропаѓа. Понатаму работиш по нивна насока? Не работиш по нивна насока, туку работиш по насока која што од сам почеток си ја добил од звезда, значи си работел по некоја и не смееш да избегаш од таа линија. Избегаш ли од таа линија, тебе ти ја зимаат одма Мишелин звездата и ти паѓаш едно скалено на Значи, не во сите ситуации не е добро нели да имаш да се има така. Многу богати објекти пропадна, конкретно по Данска, таму пропадна врвни Мишелин објекти кај што Рене Реджепи, еден од првите луѓе кои што зема Мишелин звезди, отиде до највисокото ниво на 3 Мишелин звезди, банкрот доживеа сите тие објекти. Тоа е тешко, навистина. Колку е бета? Например, Бугарија тек сега доби членство како држава во таа Мишелин организација и сега цела Бугарија. Се мислам дека 70 ресторанти им определија дека ќе бидат лиценцирани по се плаќа тоа што еве у Србија конкретно Белград си побара за Белград само и за Белград има препораки од Мишелин звезди, значи државата, Министерство за туризам и кој си ги плаќа. Да бидеме најасно, не значи дека ако некој нема добиено Мишелин звезда дека не е врвен готвач. Не има. Пази, не значи Мишелин дека ти треба да си најмодерен ресторан и најбогат ресторан. Мишелин звезди имаат и најобични, како да ја кажам, кај нас кафанчиња мали кои што готват превкусна храна, кој што е многу поразлично од сите други објекти. Во Хрватска има коноби, тоа се мали кафанчиња кои што подготвуваат навреме печено јагнешко само.
месо. На нивния автентичен начин и затоа ја имат добиена. Да, и само ни доваѓат и ти викаат, ти имаш са ефтина чаша, ефтина чинија, ефтин прибор, ова треба да го промениш само, готвењето не го пипај, работи си како и до сега, смени го, ово ни го менјаат и добиваат препорака и со тоа станува туристички посетен објектот од туристите од страна, заради тоа што луѓето кои што ја сакаат таа храна, ќе видат на календар кај го има тоа на мапа и ќе отидат таму во тој објект. И са тие со мали објекти се многу повеќе посетени него поголемите и поскапите. Тоа е веќе на ниво на цела држава, нели се прави стратегија за развој на туризам и се. Кажете ми ваше мислење во однос на и шеф Никола е дел од емисија нели за готвење. И сите тие на интернет сега што се појават подкасти за готвење, емисии, колку имаат влијание да се подигне нивото за разбирање на угостителството и врвното готвење? Тоа најубаво, знаеш како ќе го објаснам, заради тоа што сум дел од тој процес, сега, конкретно дојат гости кај нас, кој што му давам јас да проба пилешко со сос од мед и, не знам, чили и сенф, некој си барбекю комбинација. Са, они сите скептици се, поготово повозрастниве луѓе, како е солено, благо, кисело, сами даш комбинација, пробај, нема да сгрижи, ја знам што сум ставил, пробај, вау, колку е вкусно ова, знаеш, мене никогаш не ми текнало да го направам тоа. Но сите тие што викаат, вау, е многу вкусно, никогаш тие нема дома да го направат. Зашто нема да го направат дома? Заради тоа што дома купуваш месо и сад ти треба да експериментираш, дали ќе биде или не, тоа експериментирање кошта пари. И сега си викаш, најбој ќе испечам ова со мезачин, но згоре ќе оставам и тука нема да сгрешам ништо, него да правам сега Никола што правил некој сос таму бучкуроши, беа вкусни све, ама дали ќе го погодам или нема да го погодам. Значи често да ми пишат сега помлади ве експериментира, повозрастни шанси нема. Шанси нема да го убедиш дека тоа е нешто добро, дека дома треба да трнувајќи по мајками. И па и се понатаму, дека не за да натрам да стави уште 3 зачини у месото, нема шанси да стави, ќе стави 2, како што си го правил од времето. И сега ќе се умешам, ќе пикнам нешто таму плюс, за да биде подобро тоа, ама не можеш да го убедиш. Кире, сметаш дека правење ние како помала средина тука немаме конкретно, нели? Немаме и локална телевизија веќе, за жал, немаме кулинарски шоу, се гледат на националните телевизии, секој често се прават, но како тука функционираме? Да? Јас мислам дека во тој аспект на едукација преку нас шефовите, преку емисии и така натаму, во Македонија е многу малку застапено. Нивната емисија, не знам, едно-две, дали има други. Кај нас во Струица нема ништо. Така е. Меѓутоа во светот тие кулинарски емисии се многу застапени. Јас лично сум прател, сум научил нешто од нив и така уште на моите почетоци во готвењето. И мислам дека треба да обратиме на тоа поголемо внимание и што повеќе едукативно да делуваме преку такви емисии. Сега ако немаме телевизија, имаме подкаст, имаме, не знам, YouTube канали и така натаму, ама би требало да дадеме поголемо внимание на... И маркетингот секако е битен. Веќе сите го знаеме, Гордон Ремзи и како беше Джейми Оливер. Дали тоа ги прави нив врвни готвачи? Тоа што се постојано на телевизија, на интернет, тие се врвни готвачи или само се добро испромовирани? Сега ги да кажам еден податок за Гордон Ремзи кој ги земавме и Джейми Оливер. Гордон Ремзи е перфектен готвач и познат готвач и он станува телевизиска личност. Каде што Джейми Оливер е no-name човек кој што го зимаат продукцијска куќа врвна, да прво го гради како човек, како глумец, едноставно учиш, вежбаш таму, те градат и постепено тоа го прават готвач него. И станува познат готвач. За да бидеш таму во 24 Kitchen конкретно, ја бев у Софија и видов како функционира тој систем таму, не треба да си многу добар готвач. Имаш позади тебе 50 луѓе екипа кои што сите мислат за секој детал. Таму ти само треба да си човек кој што те сака камерата, да зборуваш, да убаво, да свете тебе пред тебе напишано и направено, секое мрдање лево, десно, секое ставање сол, ти треба да ти го каже некој од страна. Едноставно Джейми Оливер е познат од шоуто, па станат добар готвач. А Гордон Ремзи е сосема обратно нешто. Гордон Ремзи бил познат готвач, па станат. И ја, например,
И ја никогаш Кој ви е омилен? Ве прашав, мислам на почетокот, но некако ми го избегнавте да прашам. Јас немав, ама сум ги гледал како од дете, сум ги гледал тие и Гордон Ремзи, Джейми Оливер, сине нивни шоу емисија кои што ги имале и сум ги сакал да ги гледам, но како сум навлегол у таа вода, сватив дека тоа е само една добра магија која што ја гледаш од таа страна, ништо не е реално там. Ништо не е буквално реално. Реално е тоа што ние го правиме кај нас во нашево шоу. Тоа е реално. Тоа таму кај што стоат стотина луѓе позади тебе и вака направи секој да ти даде на рака, тоа е баш нереално. Сега јас пошто професионално ги гледам работите и можам да ги откријам. Сите кујните, бе, како успеват на сите да им се чисти кујните? Кира, како е кај вас во кујна? Чиста е кујната? Како се справувате со цел тој хаос? Ајде сега малку и лично да ве прашам. Како се справувате со тој хаос? Се готви постојано? Ред, дисциплина? Систем, организација. Точно се знае кога одреден инструмент се чисти, кога во одредено време се чисти кујната. Така да кога ќе поставиш системот, мора тоа да функционира. Хигиената е една од најбитните работи во кујна. Ако нема хигиена, не знам, за мене е тоа... Кој ти е омилен елемент, како ги викате во кујна? Машина елемент што готвиш најаш. Не знам, нож. Нешто без кое не можеш да функционираш. Најомилен иначе, како инструмент. Не знам, без што не можете како готвачи. Тава и нож. Да, и ја без нож, дефинитивно тоа ми е нешто кое што ми е така окупација, пасија која што купувам цело време ножеви и никаде не трнувам без ножеви. Кола имам сега сигурно на 10 ножеви. Опасен си за возење со. Не, затворени ми се тие соодветно, ми се случило тоа ме сопре полиција на некоја си рација така во Скопје, вие што си интервентна и со фантомки доваѓаат и како па немаш нешто да привеш у гепек, викам имам ножеви. И ножеви, зашто? Викам јас сум готвач, чека застане додека ме познаат сега кој сум, што да видиме отварат, стварно ножеви, ја имам спакувани како што треба, да тоа ми алат ми е тоа како мајстор некој што работи со да имаш трафцигер и алат во него, тоа нормално, ја без тоа никаде не идам, ножот ми е... Кај мене ситуацијата идеме по сајмови, посетуваме сајмови, за обместителство, нели. Јас кога ќе дојдам до штанд на ножи, посебно ножи, застанувам и мене... Те заборавате. А после на граница, како ги поминувате? И ти сигурно имаш проблеми. Тоа е оружје. Состојка со која сте обседнати во кујна? Која настојувате, не знам, секаде да се вметне, да се стави. Имате такво нешто? Не знам. Ја сега во последно време правам некоја таква истражување и работам на сува пиперка. Сува пиперка. Што се може да се направи од сува пиперка? Сува пиперка е многу интересен производ. Го имаме ние кај нас и сако сите ги навара там кај што сува пиперка. Црвен пипер се прави од сува пиперка. Кога правиш гравче за пржо со сува пиперка, макала прави со сува пиперка. Значи вкус кој што можеш да го играш на мал милион начини да го направи. Сега пробав да направам, а тоа ќе го направам и со Кире во брзо време, ќе направиме ванила сладолед со сува димена пиперка. Леле. И тоа малку љута, да биде. Малку пикантна љута. Да. Љут сладолед, пикантен сладолед, кој што ќе го направиме со наша македонска сува пиперка, добро издимена, на прав направено се, у комбинација со сакам да експериментирам со такви вкусови кои што се вклопуваат едно со друго. И тоа ќе биде нешто различно, ќе го направиме, тоа ќе го испробаме, тоа ќе биде топ комбинација. Кира, имаш ти некоја состојка, еве, без која не можеш во кујна? Конкретно која би ја ставил во сладолед? Конкретно немам така. Сладолед најчуден што имаш направено, пошто он експерта за сладолед често го прашам за сладолед. Да. Имаш чуден сладолед? Неговиот ванила сладолед е добро. Да, го прави барбунски 100%, тоа чизга. Добро. Најчуден сладолед што имам направено е кадаив и сладолед чутлијач. Ама нешто не се избегал многу вкусовите. Да, тука традиционалните вкусови. Иначе, да, тестирања, не се ли секирам, сигурно имам нешто чудно. Меѓутоа секогаш, нели,
прво пазарот го гледаш што и така. И овие сите работи што ги збориме, експериментирање се работи кои што не можеш да ги пуштиш во секојдневна употреба. Тоа е нешто наменски, ја имам направено конкретно сладолед од пармезан и од вргањ. Значи, ама тоа било наменски направено нешто, значи, кога имам вргањ само печурки сладолед, тоа е само аромата ја добиваш од вргањот, го вкусот го немаш никаде, значи добиваш само арома, кое што се комбинирало одредено со некое си вино кое што одговарало таму за таа вечер. И тоа е нешто наменски и било фантастично на вкус. Да, ама не е тоа се и корнет ќе јадам сладолед со вргање. Не, ние така замислуваме, да. Затоа сакам да го делувам цел момент и приказна на како ние ги измислуваме работа и каде ќе ги ставиме. Нема се да ставиме, ајде да ви помине со корнет едно топче сладолед од пармезан. Се сетив за да роден ден на катичот концерт, не знам дали беше втори или трет, ми беше инспирација нешто да направиме. Предизвик ми беше да направиме нешто интересно, чудно. И имаше концерт повикано на коктел мајстор кој што правеше коктели на таа забава роден денска. Мене ми текна и направивме за секој гости, не знам, 300-400 гости беа, умали чашки сладолед коктели. Значи, како што ги правеше коктел мајстор од сладоледите, тоа беше претходниот ден направено, исто така направено во сладолед. Па порачал специјално суровини од Италија, затоа што алкохол не се заледува, нова техника на обрат, ама го направи во супер. Тоа ми беше еден најчуден производство на Се пак експериментирате. Што повеќе сакате, готвено или пециво? Готвено, дефинитивно. Пециво е друг сектор е тоа. Пекарството е сосем друг сектор и во училиште кога се учи не е како основа ја како готвар зборам, школува, како основа ти си го имал во готварството пециво. Но пекарите се друга струга која што се учат само за пекарството е голема наука. И тоа, затоа и го кажав на самиот почеток за пицата која дојде. Пекарството е нешто сосем различно од готвењето. Тој што е посветен на пекарство не може да работи вамо и овој што е посветен како готвач не може да работи пекар. Затоа се сектори и секој треба да си го најде својот пат. Јас сум повеќе за готвење. Мене лично ме бендисува пекарство, знам пекарство да работи. Тоа ти е некако стара љубов, на страна ти стои. Така, на готвењето си готвење и не се многу контролиран, во пицерскиот дел и така тоа. Меѓутоа, тоа што го кажа Никола, мора секој да си го знае место. Так. Многу ми е интересно моментот кога нели сецкаме кромит и ги гледаме и на 24 Kitchen и вие таму во емисија на Брзински некако се сецка кромитот. Тоа е она врвниот готвач само што знае да го прави. Брзински се сецка кромит. Тоа со тек на искуство све се учи. Тоа не е тоа нешто што тоа со тек на време со исечени вреки и тони кромет. Ја веќе можам да исечам се 100 кила кромит да не погледнам во рацете доле и да не си исечам ни ништо, но тоа е све дел од работа кој што секојдневно не работиме, да. Така да тоа е нешто кое што само со искуство се стекна. Има ли некоја, како да кажам, некој лек додека сечеме кромит да не плачеме во кујна? Има најдено лек за тоа? Ај, ти знаеш ти? Што? Ајде, да ве прашам. Овие помладите, нели? Ај, учете. Не, има кромедот кој ќе се излупи. Да се пробе дома, излупи го кромедот и покисли го малце во вода или изми го под сладна вода и стави го на хартија да се исуши малце и сечи го така, нема да имаш проблем. Многу помала љутината и кога ќе почне да ве љути кромедот, немој да трепкате со очите, пошто нормално поише ќе ве љути. Да, затоа почетокот е, ако се поминат првите 5 секунди да остане со очи отворени, после немаш проблем. Иначе со водата е тоа што поминува. А имаш и кромит кој што многу љути, има кромит кој што помалце љути, така да тука не навлегувам во тоа, пошто не знам. Така, домакинки слушнавте, значи очите широко отворени додека сецкаме. И вода може, да. Имате ли некоја друга пасија, освен готвењето? Во што друго сте врвни? Кире? Ајде. Сам готвењето. Сакам да избегам малце некојаш од готвењето, пошто навистина е терет кој што мора да најдеме издувен вентил. Ја некако риболовот ми е нешто кое што сакам да избегам од малце од реалноста и да отидам некаде на страна малце мозокот на пасење и се во последно време возење со мотор.
Тоа ми е нешто кое што ме релаксира, ме опушта и ми станува пасија. Едноставно на секое слободно време јас гледам да некако избегам од реалноста и фатам некаде да се одморам. Да, ама ти доаѓаат менија и рецепти во глава додека си на мотор? На мотор нема шанси тоа, не се исклучувам буквално. Ја можам навечер да спијам и да ми доаѓаат идеи и ова, но кога сакам да прашам, кога доаѓаат најдобрите идеи? Идеите, знаеш како доаѓаат? У текот на разговорот може сега ми дојдат мене 3 идеи. Дека зборевме за сладоледот, небитно. Очекуваме нови рецепти, да. Се тоа треба да се проба да експериментира. Јас кога сум се спремал порано понад превари, кога сум идел многу и тоа биле толку неспиени ноќи навечер, визуализирање на целиот настан како ќе изгледа, што не сум спиел. И сум знаел навечер од 2 до 3 да се штрекнам и да пишам побрзо што ќе правам, да ми дошло идеја успиење навечер да запишам, ќе продолжам, потре ќе се ја прочитам са бајлето, така да окупирани ептен со тоа, но кога имаме ден за одмор и тоа гледаме да малце се исклучиме од кујна. Сепак е напорно да, ја не сум исклучен никогаш, може да ми се јават и кога сум по риба негде фаќам па да шефе ова како требаше да се направи. Да се стави? Сега таман почна рибата да јаде, сега ли ти текна да ми се ја. Кире, имаш ли одмор? Или кога одиш дома? Малку, затоа немам и некоја друга. Треба да си најдеш некој хоби малце да така да ја работите, сме го прифатиле тој предизвик. Многу важно е кога работиш со љубов да си среќен. Да се сака. И да си среќен. Јас сум среќен во мојата работа и да. Кога те доаѓаат најубавите идеи за рецепти? Под притисок. Леле, слушатели. Собственикот нека слуша на ресторанот, само под притисок на Кире и добри идеи ќе дојдат. Кажете ми умилено јадење? Кое ви е умилено јадење? Ја немам некое конкретно така да речам, тоа ми е умилено јадење, но сакам сега периодов, пошто така ми е сменет начинов на исхрана, сакам експериментирање со салати многу, сакам почисти меса, комбинирање и испробување на готвење без многу масло и помало процент на калории да ги намала. Тоа ми е некако сега периодов, зборам за себе, но не и за луѓето кои што од страна конзумираат и бараат. Така на тоа ми е конкретно нешто, сакам да биде италијанска кујна, пастерижоти сакам доста, сакам кинеска кујна, готвење на брз начин на обработка на зеленчук и месо, некако да задржат повеќе хранливи вредности. А кај мама и кај мајка и на Стефанија сакам домашни јадења. Тоа не ја да ги правам. Нели, компир манџа, кажавме. Компир манџа, му сакам полните пиперки некој тоа сакам така под дом. Тоа традиционалното. Кира, умилено јадење? За дома. За дома, сармата ми е фаворит. Овака да, пасти исто годат, знам да ги јадам многу често, ама ако изолем едно, тоа е сарма. Само уште за крај, не го спомнавме, сега е модерно, голем дел стануваат вегани. Ве прашам ваше мислење, колку е тоа здраво и оправдано да се хранеме како вегани? Тоа како што знам, нели е необработена храна. Така, тоа е сирова храна која што има и голем избор. Можеби сезоната кога ни е малце потешка, зимно време, ама сега на пример тиквата во изобилие и таа е нешто кое што е полна со многу хранливи вредности и се конзумира како сирова, не мора да се подготвува. Јас сум бил период од мојот живот неколку пати вегетаријанец, тоа било по пола година до година и сум сватил дека сум правил експеримент за сам себе, да видам колку можам палетата на јадење да ја направам со вегетаријанско готвење. Да направам јадење кој што ке рече некој и постам, па нема што да јадам. Имам избор страшно многу голем. Само треба малце да ни работи главата, дека не мора секој да биде ден да биде туна, конзерва и леп. И локумче и лепче. Да, и да биде гравче и ние макарони сега варени, чисти и не знам што. Има избор на јадење многу. Еве трно сарма, ќе ја земам сарма имаш посна. Имаш подворок, после можеш да направиш. Да ставиш натре и праси, кромет, и морков и све, си направиш подворок, исто како што е тој со месо, да биде посен само. Зашто? Едете вегетаријанско. Веганското е добро, но не знам колку е на долг процес да го конзумираш тоа. Па тоа сега некако е тренд, нели сите стануваме вегетаријанци, некои во крајности веган стануваат, но дали е добро за нашиот организам, за нашето здравје некако? Не сум навлегол до детали на тоа, да ќе рече некој мора да има месо, а не мора.
секогаш да има месо, има и зеленчици и овоше кои што ги надополнуваат работите од месото, затоа, но тоа за година 2, 3, 5, но не знам за долгорочно за 20 години што би се случило. Стварно не знам, не сум навлегол. Не сум навлегол во тоа да некој си веган после 20 години како се чувствува, како изгледа и колку е здрав од тоа од конзумирање. Кире нешто има да каже околу веганското тука. Би станал ли некогаш веган? Зар ти личи дека може веган да стане? Го делам хора истомислени со никој, затоа што не се согласувам по тоа што го имам, јас читам за храната, од аспект на нутрицистичките вредности, протеините фалат во човекот тело. Веганите, да, примат протеини, ама не имаме протеини кои требат за човечкиот организам, кои ги има само во месото. А може да ги добиеме ако комбинираме одредени зеленчуци, ама треба тоа да знаеш. Колку тоа го знаат луѓето што консумираат таква храна вегани, не знам, мислам дека да, периодично, окей, ама на долго. Затоа не знам на долго колку. И исто, например, и кето исхраната, каде што е само се базира на протеини без јагнени хидрати, 220 грами јагнени хидрати дневно и така натаму, за долг период не. Да, за одреден период, окей. Да се држиме до готвено јадење, до квалитетно јадење, балансирано јадење. Балансирано искрено е најбитната работа, да. Најзначајна, барем ја тоа период го сватив дека мора да знаеме што јадеме, што внесуваме и колку внесуваме. Ја ги земам еден податок чисто што за себе го направи. 100 грама компир. 100 грама компир, доколку го свариме и го изедеме компирот, во вода го свариме, внесуваме околу 150 до 180 калории на 100 грама компир. Доколку го ставиме да се пече 100 грама компир во рерна со малку зејтин и зачини, идеме на 300 и нешто калории веднаш у старт. Со една лажица масло зборим. Доколку тој 100 грама компир го ставиме во фритеза, го испржиме, доваѓаме до 1100 калории. И се правиме муабет за 100 грама компир. И со првите 100 грама и со овие ќе се најадеме исто. И сега знаеш многу луѓе, абе шефе ти како ослабе толку многу, еве ја јадам исто малку, не е количината пресудна за слабење. Начинот еве ќе кажам, ја ќе изам 500 грама компир, ти ќе изеш 100 грама компир пржен и јас ќе внесам дупло помалце калории од тебе, ти ќе нема да бидеш најаден, ќе се напукаш со калории, ги носиш 1000 нешто калории, каде што ја мене у текот на денот ја завршувам со 1200 калории кога бев на дефицит на калории, а цел ден јадев. Цел ден, но знаев што јадев. Не се чувствуваш зле. Да, знаев што јадев. Кире, и ти имаш искуство со губење на тежина. Кој е твоето мислење по однос на исхрана? Еве тоа нека биде како совет, нели, за Так, балансирана храна, во смисол внесување на протеини, јаглени хидрати и така натаму, меѓутоа контрола на калориите. И секој продукт, тоа се согласувам потполно со Никола, готвен различно, со кои зачини и како на кој начин е готвен, не се исто калории. Так, да, апсолутно. Така да, мора да се внимава и секако консултација. Мислам дека вие сте на располагање за... Знаеш како сега е многу полесно тоа. Можеш да пишеш некаде и да ти даде одговор. ChatGPT пише му ќе ти даде одговор 100 грама компир како да го направиш најздраво, да го сготвиш, ќе ти даде мал милиони рецепти. Само кажам, доколку сака некој може секогаш да се снајде. Так. Јас сакам за крај само да ве прашам каде се гледате во наредните 5 години или какви нови, ми спомнавте некои идеи, нели, за во блиска иднина, што ќе ги видиме од вас, но еве каде се гледате за 5 години? Кои се вашите идни планови? Кира, ја за 5 години да го стигнам Кира, да. Во што, во килажа? Не. Знаеш како, ние сам, ја барем за себе, зборам, сум се остварил во мојата цел која што имам зацртано некогаш, понатаму, за 5 години, може би за 5, не за 10 ќе земам вака ја, така 5 ми се некако брзо, секој се давам уште. Добро. Да. Или ваш сон, не знам, кој сакате да го остварите. Да би имал обект каде што би работел сам за себе и да би немал собственик кој што ми стоел позади глава, ја да би бил тој што би имал мој свој обект и би работел по мои своји правила и
така, некако се замислувам како собственик и работник с две у едно. Значи да немам некој што е позади мене. Сам, имам свој. постојано подпрашање, но еве подкастот ќе трае 3 сати. Јас да? за 10 години се гледам во пензија од концепт. Не планирам да отворам ништо. Сакам да го развијам уште повеќе, не знам, сон ми е во некој ланец да се развие концепт во повеќе сектори од гастрономијата и тоа успешно да функционира од аспект на кујна. Ама пак ќе надгледуваш. Ќе бидеш почесен гостин таму некаде во ќошот и ќе критикуваш. Може би, ама сигурно. Да доживеам пензија од концепт. Да. Так, јас ви благодарам многу на овој исцрпен разговор, но ме интересира многу работи и мора вака да прашувам. За храна нема крај, можеме 2 дена да правиме. Имам, ми се вртат во глава уште многу прашања, но ајде овде да прекинеме. Се надевам дека ќе ме видите повторно гости некој нареден период, нареден подкаст со новите ваши идеи, ќе споделуваме многу поинтересни рецепти. Имате нешто за крај да им кажете на нашите гледачи или на жените кои готват? Некој совет така што би да, ја често тоа што го кажам, експериментирајте, пробувајте различни вкусови, немој да дома се врзувате со тие 2, 3, 5 рецепти кои што ги готвите. Морате некојаш да пробате за да знаете дека тоа е подобро или полошо без да носите заклучок пред да го пробате. Так. Дефинитивно. Кире, совет за домакинките? Отприлика е тоа и може би мал совет, како биде така саркастичен, значи домаќите научете ги мажите да готват. Да бидат повеќе во кујна и дома, а не само да бидат врвни готвачи во рестораните. Слушнавте убави совети од нашите гости, врвни готвачи. Јас ви благодарам и од мене што бевте со нас овие, мислам дека сат и пол разговараме. Се гледаме наредниот подкаст. До гледање. Чао.